Со мене во студиото е господин Џабер Дерала, кој што е, се разбира, шеф на Цивил. Цивил е една од организациите кои што прават мониторинг на секои избори. Се дружевме, се гледавме, се слушавме, Џабер Дерала. Ти си веќе неколку пати во изборниот процес кај нас и така натаму. Ајде да почнеме со една завршна проценка, бидејќи изборите поминаа, бармен во оној активниот дел кај што гласа граѓаните и граѓанките на Република Северна Македонија. Сега следува овој другиот дел, каде што ќе има до крај пребројување, официализирање на податоците, а потоа ќе следуваат, претпоставувам, жалби и така натаму. Прво, има ли причина за голем број на жалби и протести на некои од резултатите? Во принцип, ако имаме предвид дека ова сепак беа избори во кои може да се каже дека граѓанките и граѓаните имаа услови да го задоволат своето, да го исполнат своето основно човеково право или едно од основните човекови права, правото на глас. Се работи за еден процес во кој видовме дека институциите повеќе или помалку се функционални и се разбира до некаде се уште податливи на злоупотреби. Видовме исто така дека граѓанките и граѓаните негуваат една веќе горе-долу некаква политичка култура која обезбедува слободни избори. За позитивно изненадување е тоа дека здравствените протоколи беа во целост семено во голема мерка почитувани, иако пред крајот на денот се забележа тој замор, оној балкански веќе. Опуштање. Едно балканско опуштање. Зашто па и да се секирам толку и оваа работа? Во целост земено тоа беа слободни и безбедни демократски избори, меѓутоа исто така можеме да кажеме дека беа прошарани со едно така поголем број нерегуларности. Сепак Џабер, стадна збор за нерегуларности кои што ниеден од тие нерегуларности не беше со покрупен. Така, тоа сакав да кажам. Сакав да кажам дека ние веќе наназад 2-3 години можеме да кажеме дека се мачиме со околу нерегуларностите, бидејќи сепак нашата работа е тука да ги видиме грешките и сето тоа. Грешките може да се каже дека се на системско ниво и треба навистина многу да се работи на нив. Што произлегуваат од законски поставености? Тоа произлегува од едно швајцарско сирење од изборен законник, тоа произлегува исто така и од процедурите, протоколите кои седнал некој вредно почнал да ги работи, ама пак на истиот начин балкански ги замандрљал на крај и ги оставил, ајде, може би некој друг ќе ги доврши. Секогаш малце импровизација. Секогаш. Навистина имаме фини почетоци на документи, сето тоа, после тоа да видите дека се или нефункционални, или им фалат многу сериозни суштински делови за примена на истите, или пак... Од оној јас вчера што следев, практично имаше 2-3 посериозни инциденти, не така сериозни, ама и тие беа на маргините на периферијата на гласачките места, тепање во Тетово ногица меѓу полициски службеници. Тоа повеќе кажува нешто друго за земјата воопшто, отколку за самиот изборен процес. Сепак е голем, да кажем... Е голем инцидент, но од друга страна, знаете што, ние веќе со години, 2-3 години имаме ситуација во која кажуваме имаше 123 случаи на нерегуларности. Не носеа беџеви членовите на избирачките одбори. Порано тоа него ни забележувавме. Ние збориме за порано. Порано беа ситуацијата беше до 12 часот. Вие имавте 650, 700 случаи на сериозни нерегуларности со насилство, со злоупотреба, со очигледен подкуп на гласачи. Дали е се уште можеби подкупот најзастапениот облик на прекршување? Јас забележив дека на едно место имаше обид за бугарски воз, некоја жена која што уфрлила обично ливче, а веројатно гласачкото ливче го има изнесено, се обидела да го изнесе. Да, имаше такви обиди. Имаше неколку случаи до сега потврдени според нашиот мониторинг. Ние уште работиме, знаете, за сите завршија можеби изборите за нас. За вас и за ДИК и така натаму. И за ДИК, за жал за ДИК Ептен изгледа ќе траат долго избориве. И за МОСТ исто така траат доста подолго, како и да е со подкупот. Знаете, кога ќе видите дека некој своето гласачко ливче го сликал. Дури и на Фейсбук се појави вчера едно гласачко ливче дека е сликано.
Тоа не значи дека гласачот си го сликал ливчето за да се сеќава За спомен. пријатно, за спомен и долго долго сеќавање. Туку тоа е само уште еден речиси завршен дел од операција наречена подкуп. Затоа што сликата од гласачкото ливче служи како доказ дека вие сте гласале соодветно на ветената награда, унапредување, искината казна, пари, Веројатно добра. е некој кеш во прашање за Да, наградот. најчесто се работи за кеш. На овие избори гледаме скок на гласот, дури и повеќе. Во 2017 од 500 на 1000 денари скок на гласот, оваа година е од 2000 нагоре. Па затоа што се тесни разликите и претпоставам Тесни се дека разликите и во како последните 3 секоја часа, пазарна да, стока, така и изборниот понуда глас побарувачка, нешто како значи. што е. Знаете, имате ситуација во која купувањето гласови се уште е очигледна, дека атмосферата околу одредени делови во земјата и одредени категории на граѓанки и граѓани, тоа се пред се социјално загрозените луѓе во земја, веднаш да кажеме, тоа е многу јасно, тие се поранливи на се, не само заради парите, туку се во секоја смисла на зборот поранливи, бидејќи притисокот социјален, политички и правен, ако сакате, е многу посилен отколку на просечен граѓанин, па нека и со ниски примања. Затоа ова е нешто на кое мораме да работиме и како општество, меѓутоа системот мора да работи. Во споредба со минатите избори, Џабир, имавте помалку воени инциденти, помалку Па еве, јас вчера до крајот на денот имавме некои 225-6 случаи во кои имате и оние што се со беџеви, со се. Добре, но тоа значи дека веројатно Ако во минатите години имавме до 12 на пладне 600-650 до 700 случаи на сериозни кршења каде што стварно онака луѓе се плашеа да продолжат воопшто и да наблюдуваат, вие сега имате една баш блиску до шведски поимање затоа што оваа држава памти избори кои што повеќе паѓаше и крв, Сашо, пати, не само се тоа, сеќавате туку и вие. резултатите редовно беа прогласувани за неважечки, за неприфатливи, за непризнаени и така натаму. И може да се каже дека во последните неколку изборни циклуси малку се оправивме, барем нема партија која што излегува и вели јас не го признаем резултатот заради не знам што. Да. И тоа е веројатно голем. Тоа е еден напредок неверојатен. Мислам, од тоа што во Европа се чини крајно обична придобивка, секојдневна придобивка, кај нас е огромен напредок. Само да замолам режијата, ако успееме да го добиеме господинот Муслиу да го побараме. Џабир, каква е се случи ова што се случи со Државната изборна комисија, еден голем напад врз нивните сајтови. Сега ќе се покрене целата расправа зашто немала бекап варијанта, дали бекап варијанта можела воопшто да помогне или можеби и таа паднала и така натаму. Како ти од твој аспект, како ја оценуваш таа работа? Цивил води една обемна медиумска платформа и ние се соочуваме со напади и со сето тоа, меѓутоа волку долг падна нашата платформа, која е далеку по сиромашна од една платформа. Со скромни капацитети, со скромни ресурси, со скромни капацитети исто така. Нам не се случило вакво нешто. Мислам, ова е навистина срамота. Јас и во овој момент имам тешкоти да ги отворам страниците на ДИК. Една државна изборна комисија во првите часови после избори, односно веќе само што затворија избирачките места, не смее да си го дозволи тоа. Едноставно не смее. Ова е неприпатливо, незамисливо и сето тоа. Џабир, како ти се чини тебе оваа можност да практично сега дуи практично го бира партнерот за владата, да тие бидат всушност... Што лично мислам за тоа? Па и воопшто како се чини целата таа можност? Тоа мислам дека во овие услови е прилично малку возможно, бидејќи се работи за одредени процеси во кои земјата е влезена и во кои дуи имаше свој придонес благодарение на тоа што Заев им го отвори тој простор да го пополнат и да го водат, кои и не го водеа толку лошо, би рекол, барем она што се гледа на површината, но сметам дека нема простор за нив тие да го продолжат тој процес на тој начин што ќе станат лидери во
да речеме премиери или пак да условуваат уште поголеми делови во тој дел. Зборувам се пред се за ЕУ процесите. Тоа е тоа. И мислам дека тука е јасно од мојот одговор, ајде да не бидеме премногу директни сега, нека поминат некои 2-3 дена. Меѓутоа процесите кои се однесуваат на ЕУ интеграциите едноставно ќе му дадат простор на Заев да си ја состави владата, а не Али Ахмети да ја составува.